Здраво, Македонијо, земјо која има шанса на овие председателски избори да избере човек кој бил председател на половина свет. И после рамковниот договор мене ми се овозможи не само да станам доктор на клиника, не само да станам министер, да станам и председател на пола свет преку ОПСЕ. И така да станам и председател на пола свет преку ОПСЕ. Да станам и председател на пола свет. Од што се нема да се откаже човек? Од половина свет, за да работи за смешни мали 2000 и кусур евра и крај со крај да не може да врзе, како Бујар Османи. И тоа само за наше добро. А за наше добро тој и неговата политичка опција дури и се понудија на некој начин да не се мачиме воопшто со избори и носење одлуки. Туку си се собраа 120 кандидати за претеници и си одиграа, симулираа собрание, симулираа избор на председател на државата во собрание и симулираа промена на уставот. Лесно било бе кога се играш играчки. Еве погледнете. Туј на првиот ден направи симулација на парламент во кој сите претеници се од нивната коалиција. Го избраа Села за спикер, Османи за председател на државата, а Џафери за премиер и ги изгласа уставните измени. Се јави од иднината, за нив изборите се завршени. Го преселија собранието на нова локација, избраа председател, ги внесоа бугарите во уставот и одлучија идниот шеф на државата да се гласа од пратениците. Во парламентот на Дуј како химна на државата беше пуштена Ода на радоста. Во хотелот Палас најстариот пратеник Али Ахмети, како што беше представен, ја отвори конститутивната седница. Го предложи коалициониот партнер Зијадин Села за спикер, а 120 присутни едногласно го избраа. Последна точка на дневниот ред беше свечената заклетва на председателот Бујар Османи. Во првиот говор како председател најави отпочнување на преговорите со Европската унија. Дуи првиот ден од кампањата за парламентарните избори го искористи да симулира држава, предводена и раководена само од нив. Како Алиса во земјата на чудата. Чиста работа. Секако сме симулација на држава. Ова е само најава. Ако продолжат работите како и до сега, како ќе изгледа Македонија во иднина? Како и до сега. Хеј, па ако може Атала Џафери да го изберат во собрание спротивно и кршејќи многу закони, деловник на устав и одредби од уставот, еве може и вака да се рачуна дека веќе тие завршија работа со уставните измени. Плюс Села си е спикер, Бујар си е председател, бугарот си е задоволен. Информирајте ги во Брисел, во ЕУ, да почнуваме преговори веднаш, ако не цела Македонија, барем овие 120 да ги приберат и да ги згрижат некаде, бидејќи несомнено заслужија да бидат дел од ЕУ или од некоја специфична институција во рамките на Европската унија. Инаку, со парламентарната кампања, покрај вакви прекрасни идеи, доаѓаат и прекрасни спотови на партиите за таа кампања. Најмногу внимание вчера ми привлече еден спот на СДСМ и Димитар Ковачевски, кој ќе го погледнете во малку забрзана верзија, единствено во моето шоу на Алфа, бидејќи СДСМ одамна во избори не праќа воопшто спотови на нашата телевизија. Веројатно мисли дека вие кои ја гледате оваа емисија и телевизија не заслужувате нивно внимание, бидејќи не ве сметаат за нивни потенцијални гласачи. Но јас, бидејќи сум демократ, ќе ви ја покажам нивната понуда во кампањата. Вчера на настан на СДСМ и коалицијата, овој спот го гледаше од публика и Таче заедно со неговата банда. Па погледнете го сега и вие од негова перспектива. Во духот на нашата премиса нема откажување, ја представуваме нашата посветеност за членството во Европската унија преку еден од најпопуларните спортови, фудбалот. Да го погледнеме видеото. Ајде да го погледнеме видеото, ајде, едва и чекам. Иднината на Македонија не е игра. Заедно ќе победиме. Нема откажување од иднината. Го пуштив малку забрзано, ама поентата е следна. Играч излегува на терен, трча, дрибла, доаѓа до празен гол и застанува. Тука улетува Таче со неговото раче и му вели: иднината на Македонија не е игра. Па после тој самиот почнува да игра фудбал и шутира, како да заборавил Таче дека не е игра иднината. Остана нејасно само дали тоа што Таче прави измена, па наместо фудбалерот шутира тој кон празен гол,
на што подосна и си аплаудираше, бидејќи е премногу способен да шутне и да погоди празен гол. Дали оваа измена на играчите е фактички бугарската измена на устав која ни ја постави на пат кон Европската унија, лично Таче заедно со Стево Маричич, председателот на Пола свет, да не го заборавиме, Бујари и другите од нивната банда. И бидејќи овој спот не е баш точен, односно тој празниот гол реално е македонскиот, а шутираат добрите соседи, бидејќи нашиот голман се тргна, а голман можеше да биде Таче во тој спот. Јас направив коригирана верзија од тоа како работите, исто така реално може да се прикажат на терен, па да го погледнеме и тој подобрен, пореален спот. Иднината на Македонија не е игра. Секој предизвик кој го надминуваме не носи поблиску до целта. Само СДСМ има јасна визија и сила да ја одведе Македонија во Европската унија. Заедно ќе победиме. Нема откажување од иднината. Бараба е тет! Искаче пи***ка ти бајча, кој те стај? Немам што да додадам. Животот сам си пишува сценарија понекогаш, а и К15 многу често знаеле да бидат гласот токму на обичниот човек, кој добро знае да процени кои играчи колкав капацитет имаат и кој во кампања со вакви спотчиња, со малку лажење, сака да си ја спасува иднината која ја гледа најчесто низ призма на собствената фотелја и тендери. Толку од воведниот коментар. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со Дарко Јаневски и неговиот изострен, искусен поглед на состојбите во Македонија. Останете со нас, ќе биде интересно. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу петочно издание продолжува со разговорот во студио. Скратен формат, немаме многу време за тоа да ги прекинам, да ги скратам формалностите. На моје големо задоволство тука е Дарко Јаневски, многу искусен новинар и човек чие мислење не само јас, него и широката јавност на вистина го цени. Дарко, благодарам што дојде. Благодарам и јас. Вчера започна официјално и кампањата за парламентарните избори на 8 мај, велам официјално бидејќи на некој начин можеби председателската кампања која што започна на 4 април за дел од учесниците како да беше во еден дел и увертира во односно на што ќе се случува сега и се чини не може никако да ги подвоиме изборите, односно гласањето. Фактички така и настапуваат партиите во својот наратив дека се работи за блоковска поделба во однос на интересите и визијата на учесниците во процесот. Прво една кратка оцена, како ти изгледа периодов изминат до сега, кога само 7 на кандидати за председатели беа на Мегдан, беа присутни во медиумите, си држаа своји митинзи, пред да влеземе во коментар за делот на парламентарната кампања? Па прво, битна е перцепцијата кај јавноста која што беше создавана, а тоа е дека сите всушност ги очекува кампањата за парламентарните избори. И точно е тоа дека тоа председателската кампања беше своевидна увертира во еден вид подготовка за кампањата за парламентарни избори, иако имавме можност да ги видиме сите председателски кандидати. Впечатокот е дека бидејќи се очекува и сосема нормално е дека во вториот круг ќе бидат Сијановска и Пендаровски. Впечатокот е дека СДСМ бледо почна. Се остава импресија дека они на некој начин веќе се помирени со поразот кој што им следи и не се трудат премногу. Тоа впрочем може да се дозна и од неофицијални разговори со извори од сите страни. Слабо се посетени митинзите на Пендаровски за разлика од другата страна каде што очигледно постои одредена еуфорија
која што навестува дека ќе се остварат резултатите кои што ги покажуваат рейтинзите од анкетите. Социјалдемократскиот сојуз се обидува да наметне една теза дека тие анкети се лажни, меѓутоа дека нивните се поразлични, меѓутоа до сега не сме виделе од нив анкета која што ќе покаже поразличен резултат од тоа што до сега е презентирано. Мисли, чини тоа е за прв пат вака, колку јас памтам, избори да тоа не е другата страна, но например да постои анкета со која што СДСМ би се пофадила или некој од главните учесници во процесот. Ти имаш многу подолга меморија од мојата, точно ли? Па нормално би било дека ако тврдиш дека другата анкета е лажна, да ја презентираш твојата анкета за нивна жал, односно за жал на симпатизерите на Пендаровски, на Социјалдемократскиот сојуз, тоа не се случува. Значи, до сега не видовме анкета која што ќе покаже поразличен резултат од тоа што е веќе презентирано. Види, мене ме чуди една работа. Генерално тие знаат сега во тој меседж бокс, оние пороки што ги праќаат на митинзите, сакаат да се фалат дека донеле тие храбри и тешки одлуки. Тоа она што, пример, јас го нарекувам национално предавство или тргување со национални интереси, тие решиле дека ќе го пакуваат како храбар човек, окей, нивна работа, нели? Друго е дали тоа ќе им пројде или не. Но, во поддршка на тој наратив тие велат, тие тешки одлуки кои ги носиме, ги носевме не мислејќи на нашиот рейтинг, не мислејќи на изборите, не мислејќи на нашите кариери. Смисол тие мислеле само на еднината на државата, на децата, на Македонија и така натака, и затоа ги носеле тие тешки одлуки, не мислејќи на својот рейтинг. Односно велат, носевме одлуки кои што знаеме дека ќе ни го намалат рейтингот, знаеме дека веројатно ќе ги губиме изборите и сега соочени со просто систематизирана математика преку статистичка операција наречена анкетирање, тие велат не анкетите не се точни. Нели е малце во колизија се двете тези кои што ги кажуваат? Прво, не е точно дека носеа тешки одлуки, тоа таква тешка одлука можеше секој од претходниците да донесе. Работата беше да не се дојде до тоа, да не се донесе таква одлука со која што ќе се применува државата ерга омнес и на тој начин ќе се применува и националноста ќе се доведе во прашање националноста на македонците. Таква одлука можеше да донесе и Груевски, претходно Бранко Црвенковски и така натаму, да не редам наназад. Добро. Второ, тоа веќе не проаѓа. Факт е дека они и покрај тие одлуки кои што ги донесоа, победија на изборите 2020 година, сега имаат друг проблем, го имаат лоцирано точно проблемот, два елемента се. Едниот е сиромаштијата која што владее во Македонија и затоа они инсистираат на тоа дека ќе зголемат просечната плата на 1200. Затоа тие пораки им се главни. Затоа, меѓутоа недоволно ги користат. И втората работа, като клучната грешка која што ја направи Ковачевски, тоа е што не презеде практично ништо против корупцијата. Главната перцепција кај народот е дека или не перцепција, тоа е и реалноста, дека Македонија во овој момент е најкорумпирана држава во Европа, евентуално може да се споредува со корупцијата во Украина, за која што предупредуваат и земите кои што и даваат оружје и воено ја поддржуваат. Тоа е клучниот проблем и таа перцепција нема да можат да ја сменат, бидејќи веќе нема доволно време и нема што да преземат. Храбра и тешка одлука ќе беше доколку донесоа одлука да се борат на секое ниво против таа корупција, па дури доколку Ковачевски удреше на некој начин и против криминалот на оние што владеа во времето, почнувајќи од Зоран Заев, па сите други. Значи,
мораше со тоа да расчисти за да може да го смени наративот и да има со што да излезе. Фактот што сега оние вела добро знаеме кај грешевме не помага многу и не го менува мислењето кај народот. Јас дури во една од последните колумни напишав дека малце банална случка, меѓутоа на паркинг апаратот го ја одзеде картичката на еден возач, а не се крена рампата, му се жали на редарот му вика ова е Македонија, овде и апаратите крадат. Значи до таму е дојден впечатокот на народот за корупцијата. Вториот момент е дека и покрај тоа што се фалат со кој што они добро го лоцираа, меѓутоа недоволно го користат тоа со платите, е дека во овој момент во Македонија има 46% од населението кое што зима минимална плата или околу минималната плата. Тоа е негде, значи, сега околу 22.000. Со тие пари не се преживува. Практично, вие имате општество во кое што народот единствена мисла му е како да преживе, а не да не збориме за евентуална културно подигнување на нивото во државата, да оди да купи книга, да прочита, да се релаксира, да оди во театар. Нема пари за книги, туку идат за сметки, за кредити. Така натаму, не само што идат за сметки, туку и тие не стигнуваат. 47% од пензионерите имаат пензија до 16.000. 110.000 пензионери имаат пензија околу 13.000 денари. Како да преживеете и што да очекувате ви од тој народ кога живее во таква состојба? Просекот го крева мал број од неколку проценти на населението, 3 до 4% со многу високи примања. И така доаѓаат до таа бројка од 40.000 со која што се фалат, меѓутоа и тоа не поминува, бидејќи 80 и повеќе од 100 од населението живее во сиромаштија. А веќе сум ги кажувал и се експлоатираат тие бројки за 600.000 кои што живеат со 150 денари на ден. Обидете се денеска четворочно семејство со 150 денари да го прехраните, да одвоите за сметки, да не зборам за нити со 600 денари на ден не може и така надаму. Не е реална во таа смисла, иако на прв поглед изгледа високо, потрошувачката кошничка од 57.000 денари не е реална, затоа што, например, таму за здравство се предвидени само 1.100 денари. Јас ве уверувам дека не постои повозрасен човек на кого што тие пари му се доволни, бидејќи само еден лек кој што не е на позитивната листа чини повеќе од тоа. Така што во овој момент Македонија не само што е најкорумпирана држава, веројатно е и најсиромашна држава во Европа. Кога го велиме тоа, не ја имаме в предвид Молдавија и состојбата во Украина, меѓутоа тоа е нивото на кое што се наоѓа Македонија и во кое што дојде после ова 7-годишно владење, во кое што требаше на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, во кое што требаше да се донесе наводно живот за сите. Немате живот за сите кога мнозинството од населението е со 150 денари на ден. Последица на тоа е масовното иселување од Македонија. Јас сум убеден дека во овој момент Македонија нема 1,8 милиона жители, туку негде бројката е околу 1,5 милиони жители, може би помалку. Автобусите кои што заминуваат за Германија се преполни, иако јасно е дека тие луѓе таму не добиваат работа со која што имаат плата од 5.000 евра, меѓутоа и за тој минимум кој што го добиваат, со тој минимум имаат подобар живот од овој кој што им се нуди овде. Како оваа обланда, сега ги анализираме пораките на
власта, ја анализираме власта бидејќи е најповикана, нели, држала власт 7 години, односно Пендаровски 5 години е председател, дел од таа власт, избран од тие луѓе. И сега бараат повторно доверба. Нели би било позгодно во кампања да имаш резултат и ќе кажеш, еве, ова го сработив сега, ветено сторено, сега ќе сработам нешто друго. Наместо тоа ние имаме главната политичка порака на, би кажал, и владеачката коалиција, но ДУИ е башка приказна, ке зборуваме подосна за ДУИ, нема откажување од иднината и во смисол само со СДСМ сме имале европска иднина, со опозицијата сме имале уназадување, враќање во... И така му го цртаат времето, односно истата реторика ја користат како во 2016 година. Разликата се 7 и кусур 8 години измеѓу, во кое што колку покажале квалитети или не, ќе видиме на 24 април и на 8 мај. Но се користи таа обланда, европска обланда. Дури во еден од спотовите имаше нареченица, веројатно ја пишувал некој странец, па на македонски малку поразлично звучи, или лоше ја превеле, но вели СДСМ докажа дека нема подобар живот без ЕУ, така нешто беше. Во смисол, ако парафразирам, докажа дека не може таа, водејќи ја државата да обезбеди подобри услови за населението и сега ќе ни зборува за некаква Европа и некаква 2030 година, за да е, нели, да ни делува доволно блиску, за да може би некако поверуваме во таа приказна. Што мислиш ти за оваа замена на тези фактички? Да не се говори за резултатите, успат кажуваат, да, дека и покрај војната во Украина, Ковачевски ја победил енергетската криза. Така го најавија вчера на првиот митинг, но во суштина велат не умире магаре до зелена ливада, само да влеземе во ЕУ и се ќе биде цакум-пакум и само ние можеме да ве внесеме во ЕУ. Прво, Ковачевски не ја победи енергетската криза, бидејќи Македонија е специфична земја, една од ретките земји во Европа во која што 50% од населението се грее на дрва, што е страхотно. Европска земја во која што имате половина од населението кое што се занимава зимно време со цепење на дрва и луѓето живеат во една соба што е надвор од сите стандарди. 40% од населението се грее на струја и они имаат проблем затоа што сите влегуваат во таа четврта тарифа каде што цената е 16 денари по киловат час. Во Германија е, например, цената 32 денари. Кај нас е, значи, двојно помалку, меѓутоа, затоа е 10 пати разлика во стандардот. Со тоа што сите тие земји од Европа имаат обезбедено се грижеле за населението и имаат обезбедено грејење и користење на газ. Вчера се појави податокот дека во овој момент еден од најголемите потрошувачи на руски газ е Франција, која што малце изненадувачки затоа што она се снабдува со газ од Алжир. Има линија од таму, меѓутоа и се сметаше дека Германија е најголем потрошувач, меѓутоа се појави дека е Франција, а Грција е на трето место. Европските земји кои што наводно имаат санкции кон Русија заради војната во Украина. Како и да е, поентата е дека сите они го имаат згрижено своето население во смисла на за да може да се зборува за да може да се зборува за победа на енергетската криза. Втората работа е дека они ни го продаваат тој наратив за Европската Унија. Значи, јас ќе повторам дека тој начин на обезбедување на така наречениот европски пат можеше да го постигне било кој од претходниците. Идејата беше да не се дојде до ваква ситуација кога сме преименувани. Вториот момент е дека велат само уште бугарите да влезат во уставот, иако е јасно дека бугарите понатаму ќе не блокираат заради преговарачката рамка во која што стои дека
мора да се исполнува договорот за добро соседство, а според И нивното протоколите кои толкување, произлегуваат од него. исполнување на тој договорот за добро соседство зависи од потпишување на извештаите за работата на Европската комисија. Со други зборови, истото го прави и На историската комисија, мислиш? На историската комисија. Истите пораки во поблага форма стигнуваат и од Грција, така што ние нема да биде тоа некако влез во Европска Унија за 4-5 години, бидејќи ќе мора да ги менуваме учебниците. Не случајно нема нови учебници, затоа што се обидуваат да го избегнат тоа во годиниве пред новите избори, надевајќи се дека Да не ги внесат измените за да испадне дека сме прифатиле бугарски надевајќи гледишта се на дека ќе историјата. добијат можност да формираат влада, па потоа ќе ги сменат учебниците. Дарко, на Тивко ли сакаат да не куваат? Која е вака, според тебе, генералната стратегија? Еве, викаш, се разбира дека вие новинарите, особено најискусните, имате информации од сите табори и задкулисни внатрешни информации, некои што се држат и далеку од очи на јавноста. Но која е нивната генерална идеја? Сигурно не се работи за наивни луѓе кои што стварно мислат дека го заштитили идентитетот, бидејќи во Бугарија истото го велат. Стево се фали, Ковачевски се фали, вели го заштитивме, ние сме македонци кои говорат македонски јазик. И Захариева тоа го вика. Захариева вели, ние не може да негираме дека тоа се македонци кои говорат македонски јазик. Денес, од 91 натака или од 45 натака. Но, и тука по тоа, но, нели, си влегува оној бугарски наратив. Но, не е можно тоа да не го знаат. Значи, јасно им е дека ајде да хипотетизираме. Тие немаа 80 пратеници сега од позиција на власт, а од позиција на опозиција после 8 мај теорија ќе нема да се спроведе тоа планирано сценарио. Но да претпоставиме, еве, ако би имале можност и би се усвоиле тие уставни измени. Како после ќе ја продаваат таа приказна пред народот? Абе видете, па повторно ќе се уште малку, уште овој учебник, уште оној учебник, уште спомениците, уште овој филм да не го снимаме бидејќи текстот не одговара на препораките на комисијата. Како сварена жаба ли планираат тоа да го тераат тој процес, нели ја вариш помалци и жабата не осеќа дека е сварена? По овој народ се испекол многу за само 30 години многу пати за да прифати една таква приказна со розови очила како што тие сервираат? Па, они, како што реков, значи едно е приказната што ја продаваат во јавност, а друга е реалноста во која што они, според мене, се помирени со тоа, со поразот. Големата слика е дека тие било какви промени во уставот ќе мора да се изведат и тоа е сосема реално, ќе мора да тоа всушност ни се случи и 2006 година кога беше направено инженеринг да Груевски формира влада со Тито Петковски, а 2 години пред тоа да биде донесен Бранко Црвенковски за председател, за да може во Букуреш да отидат и двете партии. Бранко Црвенковски како представник на СДСМ и председател на државата, а Груевски како представник на опозиција. За во решението да се сите вовлечени. Так. Сега они се помирени со таа голема слика дека ВМРО ќе мора да дојде на власт, меѓутоа знаете како кампања и мора нешто да зборуваат и да продаваат. Веројатно постои таму една надеж која што вчера беше обелоденета, а тоа е дека ќе можат да формираат влада и со 28 пратеника ако освојат, доколку сите албански партии добијат 33 Тоа го кажа, председател на ВМРО Мицкоски пратеници, под услов за да се случи тоа, ќе мора албанските партии да добијат налог од таа така наречена меѓународна заедница дека нема да формираат влада со ВМРО, туку исклучиво со СДСМ, меѓутоа и во тој случај повторно не се решава проблемот со уставните измени и нивната замисла да
Точно. да ги отворат. Бидејќи нели се разгледуваме сценарија само така. Токму Нивното така. најдобро е 61, најдобро сценарио, да кажам на рангот на луди соништа, бидејќи прво 33 пратеници кај албанците кај исклучително тешко, но и Мицкоски зборуваше за наративи кои што тие си ги шират, за приказни кои што си ги кажуваат меѓу себе, но сепак 80 е mission impossible. И во такви случаи, при таква јасна математика, дека 80 теорија нема, значи теорија нема, ни во најлудите сценарија да имаат таква бројка. Не ли е лага ти да ветуваш 2030 година Европска унија? Па нема што друго целата нивна стратегија во изминатите години, во моментите кога се надеваа дека ќе можат нешто да сторат на изборите, се базираше на тоа на два столба. Едниот беше дека ќе станеме членка на ЕУ до 2030 година. Ја продаваш приказната, кај помине, Ако проже, да. кај помине. И втората е дека ја зголемиле минималната плата, која што по природен начин ќе растеше, без оглед на тоа што ни се фала дека тоа е нивна заслуга, и дека ја зголемиле просечната плата за која што веќе зборував, како се доаѓа до таа бројка од 40.000 денари. Они едноставно немаат што друго да понудат. Ја игнорираат перцепцијата кај народот дека ова е најкорумпирана држава во Тоа не го Европа. слушаме во кампањата. Вела, да, имавме грешки, значи за обиколен начин, меѓутоа тоа не го побива чувството кај гласачите дека ова еве ќе повторам по пети пат дека ова е најкорумпирана држава во Европа, и тука е нивната клучна грешка. Они мораа Ковачевски во овие 2 години мораше да го реши тој проблем по било која Или да покаже волја цена, за решавање, по претпоставувам. било која цена, па макар тргнал и лично против Заев. Он тоа не го стори, не само што не го стори, туку воопшто дури во време на Заев се отворија процеси против Рашковски, против Муки Зекири, да. против Зекири и така натаму. Кај Ковачевски гледате дека нема ништо дури ни од тоа фингирање на борба против корупцијата дури и на пониско ниво, и тоа ќе им пресуди на овие избори без оглед на приказната што ја продаваат за Европска унија. Впрочем, и да се влезе во Европска унија, тоа нема да го реши. Еве утре да не примат, тоа само по себе нема да ја реши корупцијата. Имаме примери со Грција, со Бугарија, имаме примери дури и со низа западни земји, каде што корупцијата е процес кој што не зависи од тоа дали сте членка или не сте членка на Европската унија, туку зависи од вас дали ќе се справите со нејзи или нема да се Точно, Бугарија и Романија се добри, најподатливи веројатно примери во однос на тоа, но еве тука има и многу други од старите членки на Европска унија. Например, има една држава во која што например бившиот премиер му завршува мандатот и потоа добива наводно некој бизнисмен му прави услуга, а овој се преселува во куќа од 1,7 милиони евра. Тоа не е туку така. Значи, он со нешто му придонел учинил за да добие на тој бизнисмен. Работата е што таму тоа се смета за нормално и високата корупција не се отвара. Кај нас проблемот е што ние мораме да удариме на сите нивоа. Значи, разликата е во тоа дека високата корупција е се присутна, има секаде во сите земји има, но кај нас дека има на секој... Да, меѓутоа за да се справиме ние ќе мораме комплетно да елиминираме, иако тоа во правото се смета за невозможно, таа секогаш ќе постои, меѓутоа мора да ударите од највисокото ниво, па потоа да се спуштите. Не кампањски. Груевски во 2006, 2007, 2008 година
он поведе некаква борба против корупцијата, меѓутоа тоа му беше проект, тогаш беше ангажирана од странците, беше платена романската обвинителка, Макове, мислам дека се викаш, и они имаа проект. Сега ќе уапсиш еден бивш висок функционер од СДСМ, па потоа ќе удриш на пониско ниво, па така беше отворен случајот со патарините и така натаму. Градоначалникот на аеродром се сеќавам од ВМРО редовите Тодоровски. Кај Заев пак беше сосем друга приказната. Он тргна против корупцијата која што претходно се случуваше, меѓутоа проектот таму беше да се растури ВМРО за да може да пројдат сите оние уцени, носење од притвор во собрание на Муковски и така натаму. Значи, повторно не беше идејата да се бори против корупцијата, туку да издействува промена на името. Затоа, луѓето тоа го чувствуваат, го гледаат, знаат дека таа борба не е искрена и затоа сега е расширена е метастазирана на сите нива. И веројатно им е чудно на луѓето, ти да зборуваш мора во ЕУ да влеземе, односно онаа позната фразеологија на Заев сега е малце модифицирана, но во суштина е дека нам ни треба камшикар, ние не можеме сами. Дури Бујар Османи дословно така вика, не можеме сами. И сега прашањето тука што јас си го поставам, Ковачевски, точно е дека член на семејството на функционер не треба да е дискредитиран или обесправен од некои основни, од сите основни права, се разбира, што ги има, меѓу другото и правото да учествува во општествениот живот или во бизнис заедницата, но сепак бидејќи ако имаш функционер во семејство, постојат други правила во однос на некои привилегии кои што па и не смееш, дури и морално и етички, ако не е тоа законски регулирано, да ги добиваш. И сега имаме случај со земјиште кое што е доделено, односно возможно да го набави сопругата на премиерот за цена која што звучи дека е релативно ниска и сега и за тоа ли треба Европската унија да го подучи дека барем грдо изгледа, чудно изгледа, сомнително изгледа, односно перцепцијата за која што нели индексите на корупција ја мерат на населението и односот нивни кон државата кој што после го имаат, влијаат ваквите работи на тоа. Или додам чекор погоре и многу поконкретно, партијата која што изостанува од реториката и на Ковачевски и на Пендаровски, тоа е ДУИ, нивниот верен компањон, постаро братче или не знам реалниот газда во владата кај што слугуваат, зависно кои пораки ги слушаме во јавниот дискурс, како да е забрането да се спомне на, не знам, од Соравија името и оној млад гениалец на 26 години кој што направил таква бизнис шема со 0 денари да стане собственик на трговски центар во вредност од 30 милиони. И за тоа ли ни треба Европската унија и да го смениме уставот под бугарски диктат за да се не може да се запретли самите, па им треба некој ЕУ регулатор од коруптивно. А што би направила ЕВЕ, на пример, еве да сме членка во ЕУ? На кој начин случајот со Аравија ќе го разреши? Ќе се разреши тоа што сме членка на ЕУ. Јас не знам, Гир вика немојте европско знаменце да користите за Бехтел и Енка, немојте европско знаменце да злоупотребувате во ни за други прилики. Го има нотирано во извештај, значи ЕУ вика немојте, овие тоа го прават. Или го санкционирате тоа, или не го санкционирате, независно од тоа дали сте членка на НАТО, дали сте членка на Европска унија. Факт е меѓутоа дека тоа е кога ја зборуваме за корупцијата, значи реков првата грешка е што не удри против корупцијата во времето на Заев, втората грешка е што не на Ковачевски што не се ни обиде да расчисти со корупцијата кај ДУИ, макар и по цена да се растори коалицијата. Веројатно и францускиот предлог го прифати за да не ја растори коалицијата. Ковачевски имаше страшно големи шанси на изборите, доколку ги направеше тие две работи и да предпоставиме ќе тргне против ДУИ, се растура коалицијата, се распишуваат предвремени избори, перцепцијата кај народот кон него ќе беше сосема поинаква и шансите ќе беа далеку поголеми за освојување на поголем број пратеници од сега предвидените 28 колку што
тогаш ќе можеше да се надева на поголем број пратеници и тогаш ќе можеше да истапи со тезата за членство во Европска унија. Дајте да го смениме уставот. Овој дел еве го со корупцијата го решаваме, ги зголемуваме платите кај населението, ни недостасува уштео. Вака на овој начин они само се препелкаат во жива кал и ја одработуваат кампањата колку да не биде без ништо. Дори гледате, значи ВМРО традиционално ги почнува кампањите во Охрид, па собира народ, носи и од други градови, не е битно, се обидува да создаде атмосфера, владее таму одредена еуфорија, за разлика од СДСМ кој што вчера почнува во Гевгелија, претходно имаше во Демир Капија. Традицијата во Македонија е да почнувате со еден голем, да почнувате и да завршувате последниот ден од кампањата со големи митинзи. Тоа СДСМ не го прави, не се ни труди. Дури мој впечаток е дека не се обидуваат ни да трошат многу пари, освен ова рекламирање по социјалните мрежи и стандардните спотови на телевизија. Тие што се подобро упатени во оваа проблематика велат дека едноставно не гледаат смисла во тоа да трошат повеќе пари кога изборите и онака им се изгубени. И беше ли сте во Пендаровски заштитен поради природата на функцијата председател, подба неговиот личен избор, таа природа да ја унапреди, да ја насочи кон делење ордени или сликање со луѓе колку да се слика, а после дали ќе им помоне, како што им ветил се други 20, па така на некои од тие анкети за кои што јас сум чул, неговиот потенцијал е поголем од овој на СДСМ, односно СДСМ е многу пониско од потенцијалот на гласачи на Стево Пендаровски. Исто и Силјановска си има свој потенцијал кој што е различен во одредени делови поголем од тој на ВМРО ДПМН, но затоа како да има една одлука Пендаровски да го невидлива преградка кон СДСМ да има во оваа кампања, бидејќи само тој говори најчесто, два пати, тоест Ковачевски се обрати на неговите митинзи, како да сака да се дистанцира од сето тоа црно петно за кое што зборуваш ти, дека партијата што ефективно 7 и кусур години држала власта, уште од време на Пржино започна да ровари низ власта, тоа е скоро 10 години. Пендаровски да се дистанцира од тоа со такви некои лаконски заклучоци. Не сме безгрешни, сега се сетија во кампања дека и тие грешеле. Океј, ама кампања, луѓето знаат дека ако во кампања се сетиш ти дека си направил грешка, тоа многу не ти помага. Не заев како помина меѓу двата избори локални 2021, кога и тој се присеќаваше, имаше некои си катарзи, исповеди и така натака, но заврши како што заврши. Може ли Пендаровски да си планира да се амбицира, пример да е утреден лидер на СДСМ со некаков солиден резултат на парламентарните избори, очекувајќи го веројатно сценариото во кој што СДСМ после поразот на избори би влегло и во процес на избор на нов председател, имајќи предвид дека во редовен термин треба да одржат некој конгрес или не знам како се вика во октомври или ноември подосна годинава кога би бирале нов председател. Па октомври-ноември им е касно, ќе мораат порано да се реформираат. Дали Пендаровски се гледа како председател на СДСМ, таму ќе се отвори таа битка, се спомнува и името на Венко Филипче, Оливер Спасовски. Филипче, Оливер Спасовски. Како тоа ќе се одвива, не знам, ќе видиме. Тоа е нивна внатрешна работа. Во овој момент Пендаровски точно е тоа дека настапува сам и без тоа има од една страна е предност затоа што како што велиш се обидува да се дистанцира од начинот на владење на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа од друга страна негативниот момент е што делува оставен сам. Делува како сираче. Традиционално
Значи, македонскиот гласач е научен да гледа председателот на партијата кој што го поддржува тој председателски кандидат, да излезе со него на целиот свет партија застанува најчесто за Второ, таа порака дека он се обидува да се дистанцира, па затоа е сам не стигнува до луѓето. За нивната перцепција. Тој е председателски кандидат на Социјалдемократскиот сојуз. И тој спаѓа во таа група на луѓе која што не се бореше против корупцијата и против сиромаштијата која што владее во овој момент во Македонија. Негова единствена надеж е во рамки на тоа сценарио 28 плюс 33, односно негова единствена надеж е дека во вториот круг ќе се преселат сите албански гласови, вклучувајќи ги овие на албанската опозиција, дека ќе се преселат кај него. Тоа се негде околу 200.000 гласови. Обично на изборите албанските партии добиваат околу 240.000 гласови. Со оглед на иселувањето, таа бројка би ја свел сега на 200.000 гласови и негова надеж е дека тоа ќе успее да го стори со помош на меѓународната заедница, која што се надева тој дека би го повторила сценаријот од 2006 година. Влада од ВМРО ДПМН, а председател од Социјалдемократскиот сојуз. Како да правиш такви математики? Еве, ќе ја земам оваа предпоставка твоја, чисто да ја изанализираме. Да кажуваш и во кампања зборуваат, секогаш сме го слушале народот. Пендаровски вели никој не бил дискриминиран од мене, секогаш сум бил отворен за сите, сум се обидувал да помогнам. Од друга страна зборуваме за можност која што иако е на ниво на предпоставка, не е далеко од вистината дека не им е претешко да ја игнорираат волјата на најголемиот дел од најголемиот народ во Македонија. Јас не двојам никого, тоа се голи факти. Македонците се најмногу бројни и 80% од македонците биле против влегување во процес на разговори со Европската Унија под тие бугарски уцени кои што беа во моментот. Тоа беше тотално игнорирано. А сега вели сите ве слушаме, сите сте вие мој народ, јас никого не двојам и успат тоа не е точно, бидејќи на митинзите пола митинг го користи за зборува колку оние другите, не нашите, него не пола, 80% од одговорите точно му се насочени кон Сејановска и кон ВМРО. Не ми личи на добра платформа тоа, особено ти имаш, како што кажав, по-долга меморија од мене. Пендаровски го памтиш подобро и јас од дете се пратам политика, ама уште веројатно од раните 90-ти човекот започнува биде некако присутен во јавниот дискурс. Работел со доста Димовска, така. Бил во кабинетот на Борис Трајковски. Денес, ако се слушне овој стево, ако го замолиш да искоментира некој што работел кај Борис Трајковски или доста Димовска, која прави онаа поделба на лошите ВМРО-вци и ние добрите европјаните, што би кажал тој за себе. Од друга страна бил дел од тие полициски безбедносни структури сето ова време. Човекот е 30 години присутен во политичкиот живот овде. Обавувал и партиски функции во СДСМ. Председател беше на таа некоја комисија за НАТО или како и да се викаше, но сепак нема проблем во 24-та година да излезе како новороденче да е вчера да пристигнал тука и тој сега тука е некој галантон кој што е со висок поглед кон европските висини вперен и така. Малски наш човек кој што ќе ни е председател ем добар другар. Па он има некој тоа му е веројатно од Социјалдемократскиот сојуз, они имаат некаков тим за пропаганда. Вие гледате еден невообичаен спот во кој што се појавува неговата сопруга, што е чудно. Не ја бираме неа за председателка, мъж ја го бираме. Да, објаснувањето е дека на тој начин се обидуваат да пратат, да парираат на фактот што кај ВМРО ДПМН кандидат е жена, меѓутоа не поминува тоа.
Проблемот е што таа порака луѓето не ја сваќаат на тој начин, едноставно се чудат, чекај сега што бара неговата сопруга. Ма никаде во светот не ја сваќаат така. И во Америка, Обама кога се номинирал, критичарите велеле Мишел не, окей, добро Мишел, ама не интересира твоите политички ставови. Твојот сопруг го бираме за председател. Тој е одговорниот. Токму така. Така што они имаат проблеми со изборот на тој пропаганден штаб, со пораките кои што ги праќаат преку тие пропагандни спотови. Сето тоа делува прилично бледо. Синоќ гледав еден нивен спот кој што е на нов спот со некаква група млади кои што кампираат, па Пендаровски тука доаѓа, дали може да биде поинаку направено на детско ниво. Тоа е уште еден показател дека они не до крај сериозно придоа на овие избори и одат кон тоа само да ги одработат, освен на Пендаровски кој што со спотовите кои што на крајштата тој морал да ги одобри, да се согласи со нив, точно, да. Кој што го покажува своето ниво на разбирање на политичката култура во Македонија, без да и тоа покажува дека тој не може да ја свати до крај политичката култура на населението во Македонија, изградено во овие 30 години, и од тука спотовите му се бледи. Многу подобро звучи на митинзите, меѓутоа таму пак има проблем со слабата посетеност и фактот што е оставен сам придонесува тие митинзи да траат по 30 на минути, и доколку некој се амбицира да го изгледа сето тоа, му делува малце чудно, за разлика од спортивната страна, каде што имате цел час, час и половина и така натаму. Како гледаш на улогата, иако на почетокот се согласивме дека ова беше во одреден дел председателската кампања као претходница и на парламентарната кампања, но улогата на другите учесници во кампањата, тоа се Максим Димитриевски, Билјана Ванковска, Стефчо Екимовски, Бујар Османи и Арбен Таравари. Бујар Османи беше принуден да се кандидира. Тука, според мене, Дуј направи стратешка грешка. Дека ќе го потрошат човекот или? Па не само што ќе го потрошат, меѓутоа нема потреба да му парираат на Арбен Таравари. Грешката е направена во тоа што тие мора уште од почеток да манифестираат сојуз со Социјалдемократскиот сојуз. Што ќе добијат со тоа што Бујар Османи ќе излезе на избори, ретензиите им се изедначени, и ако се 200.000 албански гласачи, он ќе добие 100.000. Што со тоа? Му парирал на Арбен Таравари. Тука албанската опозиција одигра добро, постави своевидна замка кандидирајќи го Таравари, и во таа замка дуи влета. Што се однесува до кандидатите од македонска националност, кај нив кандидирањето повеќе е во смисла да се намали бројот на гласови кои што евентуално би го добила Силјановска уште во првиот круг. Меѓутоа, целта е да ги искористат тие 20 дена за да ја пропагираат и партијата која што ќе излезе на парламентарни избори, значи да бидат присутни 40 дена наместо 20 дена колку што е предвидено само за кампањата за парламентарни избори, и тоа е единствената цел. Не верувам дека некој од нив на вистина се надева реално дека ќе влезе во вториот круг, бидејќи нема шанси да се помалите партии да се наметнат над гласачките тела на двете најголеми македонски партии. Што мисли за пораката на Мицкоски вчера во Охрид? Прогласи мораториум на нападите кон Левица и Знам. Односно, ако го читаме тоа суштински, како да повика на
обединување на опозиционите партии од македонскиот блок? Па не знам колку тоа беше потребно, бидејќи ВМРО ДПМН не ги ни напаѓаше во Тоа кампањата. точно, но може би како Левица. гест да упати кон нив да им Напротив, скрене внимание. Нема корелација со партијата на Максим Димитриевски и со него лично, ниту тој ги напаѓаше ниту они него и претходно. ВМРО ДПМН не ја напаѓаше Левица и Ванковска, напротив Димитар Апасиев тука и таму ќе објавеше по некој пост на статус на Facebook контра ВМРО, меѓутоа ете тоа е една порака која што ја Да не е претходница тоа на за постизборна коалиција обединиме. под отворање на врата или Па проценките сега се дека да ВМРО Левица и знам самите дека би можеле, ако е ВМРО 54, ови ако се по 4-5 пратеници, дека проценките се дека Левица нема да сака да влезе ќе уживаат во опозиција, во таа комотна позиција да може да критикуваат. Бидејќи они веќе ја кажаа нивната стратегија, тоа е дека сега ќе играат на карта на тоа да се растори социјалдемократскиот сојуз, они да влезат и да бидат опозиција во тука е парламентот со 4-5 пратеника и да се сконцентрираат, потоа да се свртат кон ВМРО ДПМН и да се сконцентрираат на следните избори на кои што би добиле поголем број пратеници и би стигнале до таа цифра, двоцифрена цифра на Добро, и што со неа на крај? Ќе презема ли одговорност некогаш или политичката стратегија е да од позиција на опозиција да можеш да бидеш вокален, да кажеш што сакаш? Види, нив ги чека судбината која што на партијата на Тито Петковски. Мислам дека тоа во перспектива ќе се случи и со знам, а тоа е дека ќе одиграат улога во одреден период од политичкиот живот во Македонија и после полека ќе почнат да паѓаат. Јас често го наведувам примерот со Социјалистичката партија на Македонија во време на покојниот Дзинго, која што во 1996 година освои дури 60-70 гласови од прилика на локалните избори и тоа беше нејзиниот дострел, потоа почна да паѓа и од тогаш е во коалиција со ВМРО ДПМН без која практично не може ни да постои. Не мислиш дека Максим има свој интерес во евентуалниот распад на СДСМ, односно, ајде не распад, расцепување, како да нови избори, ветришта и така натака, и во функција нова, и дека можеби тоа би го предомислило утре ден да не размислува опозицијски како денес, ако има 3, 4, 5 пратеника, туку да се обиде да го спасува СДСМ, бидејќи тоа би била функцијата која што повеќе би ја посакувал. Нема да се обиде да го спасува СДСМ, бидејќи не може во таа битка да победи внатре во СДСМ меѓу различните крила. Помеѓу сите оние што ги набројавме, Венко, Филипче, Пендаровски, Спасовски, не треба да забравиме дека во сенка се и други играчи како Шилегов, например, од тоа така наречено скопско крило на СДСМ, кои што сега се во сенка зад завесата и ја чекаат разврската за да потоа ги покажат своите амбиции. Меѓутоа некаков компромис веројатно ќе најдат сите во евентуалниот избор на Венко Филипче, кој што би бил како од една страна би го задоволил таа струмичко крило. Рурално? Јас ќе кажам, ајде, не е проблем. Да не навредам некого. Не скопско крило. А од друга страна, како Скопјанец, како вработен тука и така натаму, значи би ги споил двата света, меѓутоа, како што реков, тоа е нивна внатрешна работа, не е тоа во овој момент интересно. Едноставно анализираме, да, добро, утре ден за народот. Она што е битно е колку пратеници
ќе освои ВМРО ДПМН за да биде помала, колку близко ќе биде до 61. Помали ќе се шансите за оценување, било какво условување. Да, токму така. За крај, што мислиш дека би било клучно кај оние кои што се уште не се определиле за кого ќе гласаат, бидејќи дали ќе гласаат или не, верувам, веќе кампањата е во, иако вчера почна парламентарната, дека знаат кој ќе излезе на гласање, знае дали ќе излезе на гласање, но ако некој се двоуми на што треба да внимава или како ќе ја донесе својата одлука, знаат да кажат од партиите дека тоа се 2, максимум 3% може да се случи некакво поместување во екот на една кампања. Во однос на пораките што сите ги праќаат, за пораките на Пендаровски на СДСМ, говоревме дел од пораките на Мицкоски, спомнавме професорката Силјановска Давкова вчера во Охрид, доста искрено ми звучеше кога се обрати, кажа на народот, се обрати, ве молам, без вас не можеме ние ништо да направиме, ако сакаме Македонија, да ја цитирам сега повторно, горда и повторно твоја, важно е да се излезе и да се гласа. Односно, упатена порака да не се опуштаат гласачите, дека и покрај сето расположение, сепак треба да се слета авионот на пистата. Па, во тој обид да се прати порака до неопределените и таа порака за мораториум на напади кон левици, знам. Да. Не е тоа директно насочено кон левици и кон знам, туку се праќа еден вид порака кон на ширина, така да се кон неопределените. Еве ние се обидуваме на сите можни начини да ја смириме консолидираме и атмосферата кај опозицијата, само и само за да ги тргнеме. Овие пораката е таа. Само и само да ја тргнеме оваа непогода која што ја снајде Македонија со СДСМ и ДУИ. Она што е битно е меѓутоа дека, знаете, ние кои што се занимаваме со тоа, ги следиме сите тие пораки малце по-прецизно и по-сеопфатно. Кај народот многу побитна е атмосферата која што ќе се создаде. Затоа реков дека е бледо тоа што СДСМ почна на овој начин, што го остава од една страна Пендаровски самиот, од друга страна вчера почува со така бледи митинзи во Демир Капија и во Гевгелија, за разлика од ВМРО ДПМН, кој што се обидува да создаде еуфорична атмосфера. Народот се понесува по атмосфера, тоа ви е како на спортски надпревар. Колку и да сте мирни, таму атмосферата која што ќе се создаде, ако ја има многу народ, ќе ве понесе. Особено кога има џус, суштина некоја, бидејќи се обиди и СДСМ да прави атмосфера со оние НАТО фест и такви случувања која го менува името, но ако конвенираат обидот за создавање атмосфера и реалното расположение, ако лебди тоа во воздухот, ќе има ефект, каков што има и како што забележуваш и ти. Токму така, значи, кај неопределените ќе биде битно таа атмосфера на еуфорија, да се излезе сега, да се гласа. Сега е последната шанса, седно за кого. Ќе видиме како Социјалдемократскиот сојуз ќе продолжи, дали ќе се обиде и он да учествува во сето тоа, или она што моје мислење е дека си имаат предадено и дека ќе се, колку и да звучи нелогично, дека нивната стратегија ќе се сведе на тоа да што помала биде таа атмосфера, за што помалку народ да излезе на помалата излезност и гласови, бидејќи помалата излезност им одговара на нив, а ќе се надеваат намалувајќи ја излезноста, ќе се надеваат дека ќе се намали бројот на гласови кај ВМРО ДПМН, ќе биде помала разликата во гласови и во пратеници и надевајќи се на таа шема дека партиските војници ќе се прелеваат, вклучувајќи ги тие од албанските партии.
И веројатно надевајќи се дека луѓето нема да размислуваат по тој начин кој што го коментиравме, дека нивното ветување за европска иднина, дека тие се апостолите на Европа е невозможно по две причини. Прво, со остварените резултати од изминатиот период, и второ, со тоталната невозможност и во најлудите апокалиптични сценарија за опозицијата тие да помислат дека може да дојдат близу до 80 пратеници, со што нивната порака главна носечка во кампањата се сведува на лага. Нив би ги спасило во овој момент, они и тука не одиграа како што треба. Нив би ги спасило Ковид нов да има и да нема избори. Евентуално цврста порака од Бугарија и од Европската Унија, сменете го уставот и тоа е крај. Да, Бугарија во избори сега, тоа нема теорија. И ни теорија да се случи, бидејќи на 9 јуни има избори во Бугарија. Тоа е нешто на што требаше да работа. Тоа е нешто што требаше да го издействува Бујар Османи, кој што се обидува, кој што е влезен во филм на некаков велик министер за надворешни работи, меѓутоа председател на пола свет се нарече себе си. Кај на интервју во Телма. Тоа е, значи човекот е влезен во филм дека е некаков си дипломат од калиброт на Кисинџер. Да. И иако тоа што требаше да го издействува, тој не го издействува. Цврста порака од Албанија, од Бугарија, од Грција и од Европската Унија. Нема никакви уцени понатаму. Завршена е приказната, направите го ова. Во 2030 сте членка на Европската Унија, бидејќи ете завршивте тоа, под услов да ја решите во овие до 2030, а не ни треба толку време, под услов да ја решите корупцијата и економски да ја кренете државата, за да не мора да трошиме многу пари на вас. Нивната надеж е тоа дека приказната што се обидува да продадат, дека всушност тоа е таа формула, нели, НАТО ќе не брани, ЕУ ќе не храни. Ние не влегуваме во ЕУ. Ние ќе пиеме кафе и тутун, јазното само ќе си дојде, како во приказните. Токму така, они ќе ни дадат пари, ќе не направат богати, ќе имаме не 1100, него 1300 евра просечна плата. Забраваат при тоа дека во Бугарија, например, која што е веќе 10-15 години, колку е членка на ЕУ, просечната плата е околу 800 евра. Да беше тоа така лесно изводливо, сега бугарите веќе ќе беа со просечна плата од 2000 евра и слично. Истото се одесува на Хрватска, на Романија, на Унгарија, која што е негде околу 1000-1100 евра и така натаму. Се разбира. Јасни се нештата и разумниот народ знае дека влезот во ЕУ не значи ништо ако дома имаш корумпирана политичка елита, нити значи дека ти ќе најдеш некој извор на нафта, па тоа ќе ве претвори во милиардери за нула време. Но она што е важно како заклучок е дека треба да се внимава во оваа кампања која што започна вчера, бидејќи нели се работи за кампања за парламентарни избори, да се внимава на сите пораки, луѓето добро да ценат што е лага, што е вистина. Знам дека народот, нашиот народ, сите луѓе кои што живеат во Македонија се доволно мудри и инстинктивно знаат да проценат. Посебно повозрастните кои што ги прошли сите изборни процеси од 90-та година наваму, многу пати до сега луѓето биле излажани, превеслани, една од големите еуфории беше во 2002 година со 15 септември за во 2004 година да стигнеме до бројка од 38% невработеност, што е стравично. Само да подсетам дека за време на големата депресија 1929-1933 година, која што ја погоди Америка и Европа. Значи, во Америка за време на таа, која што се смета за најголема светска економска криза, невработеноста изнесувала 25%, а најпогодена држава во светот е Германија со 30% невработеност. Внимавајте, значи, после тој фамозен 15 септември,
Значи, Германија има 30% невработеност Во големата Great во Depression, големата а ние- депресија, а ние во мирно време имаме совнесена учека во владата, да имаме 38% невработеност и тоа ги како последица ги раѓа сите проблеми кои што се случуваа во наредниот период, бидејќи сега на СДСМ му е лесно со 5-16% невработеност. Сосема е друга ситуацијата кога имате 38% невработеност и не можете едноставно да ги кревате платите. Беа потребни 10 години работа за да почнат да влегуваат странски инвестиции, за да се сведе во 2016 година да се сведе невработеноста на 22% и сега по инерција да дојде до 16%, па се да само ветува дека ќе сведе на 7%. Сега е различна ситуација. Меѓутоа, муабетот беше дека народот е испечен, ги препознава, инстинктивно ги препознава сите тие пораки и лаги кои што му се пласираат и тие се колку да се помине во кампањата и да се каже нешто, дека по крајна линија мора да кога излегувате на бина мора нешто и да зборите, нели? Ова емисија не беше таква, овдека направивме анализа со која што се надевам дека им помогнавме на луѓето во формулирање на своите ставови. Ти благодарам за одвоеното време, па се гледаме здраве Боже после избори. Се гледаме, благодарам и јас. Фала ви вас што останате со нас до самиот крај. До утре по 22:30 стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте и излекувајте сопствени заклучоци. Добра ноќ, Македонијо, главата горе.